решавање на оваа проблемска кодирана експериментална задача, се решивме да ги користиме најчесто употребуваните течности од нашето секојдневие. Водата, маслото за јадење и медот. Течностите ги подредивме по густина, од најгуста до најредка. Најгустата, медот, ја обележуваме со бројот 1. Водата ја обележуваме со бројот 2, а маслото за јадење со бројот 3. Во една чаша наливаме малку мед, потоа додаваме малку вода, а на крајот маслото за јадење. Течностите во чашата не се помешале. На дното останал медот, над него водата, а над водата маслото за јадење. Гледајќи од дното кон врвот, течностите во чашата се наредени во низа 1, 2 и 3. Ја повторуваме постапката со поинаков редослед. По медот го налеваме маслото. По маслото ја наливаме водата. И повторно го добиваме истиот резултат. По трет пат ја повторуваме постапката, со таа разлика што во чашата прво го наливаме маслото за јадење, потоа водата, а на крајот медот. Течностите по трет пат се наредени во низа од 1, 2 и 3. Со овој експеримент, кој се однесува на споредување на густините на течностите од секојдневието, докажуваме дека без разлика по кој редослед ги лееме течностите во ист сат, најгустата течност ќе се најде на дното, а најлесната на површината.